започнавме. Каде сакаш да седнеш, тука или тука? Па може овде. Ајде, слободно. Ајде. Може да Благодарам, се фала. сместиме, повелијамче, седни си и ти. Официјално добре ни дојде во нашето студио. Морам тука накратко само да кажам дека дојде директно од пат. Времето надвор истура, имаше толку многу непогоди и причини за да не пристигнеш, но сепак си тука и јас сакам да ти се заблагодарам за тоа што ни испочитува, си го одржа зборот и дојде без разлика на тоа што се случува надвор. Без разлика на сите околности и на тоа колку сум уморна, јас со задоволство дојдов овде и навистина се чувствувам прекрасно во студиото. Многу ми е драго што ве гледам и вака расположени. Добро ме пречекавте, добри домакинки сте, тоа е многу важно. Веднаш ја осетив енергијата и така да не чувствувам воопшто умор. А инаку бев во Германија, имав настапи, пеев во еден прекрасен ресторан, македонски ресторан во Калсруе. Да ги поздравам собствениците на ресторанот, Дей од Каост. Ги поздравуваме и прекрасен да не гледаат. И прекрасни гости. Преубаво си поминав, така да воопшто не чувствувам умор. Нема поголем комплимент од тоа сето што ни го кажи, нема поголем комплимент од тоа да иако си толку успешна, толку си голема, толку си една, не знам како да кажам, фолк дива кај нас во Македонија. И сепак и покрај се, немаш пример проблем да воопшто те упатиш комплимент кон некој што е. Јас сакам да давам комплименти. Јас воопшто не штедам да дадам комплимент, дури и на жени поготово, па и на мажи, кога некој добро изгледа, така да не штедам комплименти, секогаш давам, а и секогаш сакам да примам комплименти. Убаво ми е. Тоа најмногу кога одам во Америка, тие значи луѓе се толку напредни, јас велам, затоа што секогаш знаат да ти дадат комплименти и да се чувствуваш убаво. Сакаш да ми кажеш дека американците се најдобри во тоа. Да, секогаш кога ќе видат некоја добра жена, средена и знаат да дадат комплименти. Јас ти кажав во гарде. Многу се радувам. Јас ти кажав во гардероба, но не ти кажав тука пред камера дека изгледаш прекрасно и ти кажав исто така дека во живот си ми уште поубава од Инстаграм. И тоа вистински го мислам. Точно. Дали не? Многу. Многу луѓе ми имат кажано дека во живо изгледам подобро, дури без шминка ако сум. Но добро, шминката си прави своето, секогаш нели пред камера и точно, пред за настапи пред публика, да, мора шминка. Но да се надоврзам на тоа што рече, големината е во тоа, нели, на еден човек во тоа што да биде скромен, во скромноста на колку и да е голем, нели, колку и да е успешен, да биде човек пред се и да знае да ги почитува да се однесува како човек, да се поздравува, да даде комплименти и така натаму. Мислам дека кај мене е тоа големината и ете 30 години сум веќе на ова музичка естрада. Пењето, така е. Така да мислам дека тоа ме одржува сиве овие години. Нели да кажеме звезда. Многумина ќе речат Сузана, па треба некогаш да бидеш, да се цениш малку повеќе, но јас велам дека зависи од ситуација, нели. Знам да се цениш повеќе не значи треба да се однесуваш надмено, а иначе за сето друго јас мислам дека си е сосема коректно и сосема е многу добро ова што го правиш. Какви карактери она не можеш да однесеш, би рекла? Какви карактери ти иритираат? Не сакаш да ги има ниту во твоја близина, ниту во твоја околина, ништо. Па, јас и знам да почувствувам лоша енергија и кога ќе осетам некој дека сака да те понижи нешто или да те навреди во некој муабет, не сум некоја што сака да се кара, туку веднаш само ќе замолчам и ќе се тргнам од тие луѓе, така е најдобро. А инаку и немам ни толку, да кажеме, контакт со такви луѓе. Си ги бирам и колеги, и пријатели, а и гостите, мислам, публиката што ме сака, сите се фини, пријатни луѓе. И тие бираат да слушаат добро. Никогаш не сум имала некоја, да кажеме, некоја лоша ситуација да се почувствувам јас, па кога сум на настап некој.
Така да јас мислам дека имам прекрасна публика и ме поддржува, ме сака и тоа многу ми значи. Затоа те сакат, затоа што си ваква како што си, Да. мила, фина, нормална, културна, приземна и сето тоа. Па, од, да кажеме, многу колешки мои ќе кажат, па што има толку Сузана што јас немам, нели? Јас велам дека и кога сум на настап, јас не се штедам, знам да се поздравам со луѓето, да се сликам, не ми смета воопшто, не правам фаци, да кажеме кога ќе дојде некој, ајде да се сликаме, па да направам фаца или со секој ќе позборувам. И тоа е тоа што, нели, имам и многу работа и не затоа што сум најубава или затоа што најубаво пеам, јас мислам дека најмногу тоа им значи на луѓето. Па ги имаш сите квалитети собрано на едно место и јас ќе ти кажам дека можеби и затоа ете си толку и успешна и одиш напред, но и се трудиш. Да. Новата песна, сега ја споменавме, јас сакам да се навратиме на неа. Каков текст има, каков жанр има, не е ова таа што ја пеевме ние на почеток со Емче, бум 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 ќе ја слушнеме подоцна. Така. Нова песна. Па, после тој хит Бум Бум, јас пробав и неколку други песни да личат на таа песна, но некако мислам дека се повторував и луѓето не го прифатија тоа што го снимав после таа песна Бум Бум. Мислам ги прифатија сите песни, но не толку да кажеме да направам таков бум. И сега решивме да го смениме жанрот малце на музика, малце Ама нешто ова не е модерно. малку, ова е многу. Да, па мора да се предизвика внимание и затоа решивме да направиме вакво нешто. Па ќе видиме какви реакции ќе има. Од мене имаш позитивни реакции, Да. затоа што баш не го очекував. Што и да ми пушташе, не би очекувала да слушнам ова што слушнав сега. Има таков некој тинејџерски вајб ми има песната. И таков ритам, и плюс има зборчиња кои што не очекувам да ги слушам од тебе. Песната е од мојот колега Љупче Антовски Бубе. Кога ми ја пушти прв пат песната, тоа беше пред 2 години, не се одлучив и јас веднаш да ја прифатам, затоа што Стоела во навистина фиока, е значи. голем пресврт. Некако ми се допадна, но немав некако храброст да ја објавам или да ја снимам. И пред Нова година оваа песна ја снимав. Кога ми го даде текстот, викам, па добро, викам, оваа песна може да ми веруваат мене, затоа што сум секогаш во кујна, знам често да објавувам, нели, Видеа? сторија со видеа со како готвам. Така Викам, е. може да ми поверува луѓето, нели, публиката да ми поверува. Ама во песната баш спротивно тоа се зборува. Тој рече, вика, Сузана, само од тебе те гледам, затоа што секогаш знае да ми каже кралица или мама, нели, на младите, затоа што, нели, ги водам на некој начин и за музика, така да може да се пронајдам и може да ми поверува публиката како, нели, што рековме, мама Queen. Мама Queen. Да. Знаеш како, јас сум навикната да слушам, пример, не знам, еве ќе го земам српскиот јутјубер, бака е тата, тука некој во Македонија кај нас јутјубери или некои луѓе кои што сакаат да работат јавна професија, нешто се удираат во гради каде што кажуваат јас сум татко на естрада или јас сум татко на ова, јас сум татко на ова, но никогаш не сум слушнала Од мама. Македонија некој, нели? Да. Или па да се дрзне да Не. каже мама, мене јас тоа сум ми е мама на да, на оваа баш естрада. машки потек. Па добро, тоа е Женствено навистина машки храбро, потек. Храбро, јас некогаш си велам дали е тоа храброст или лудост. Па зошто да не и храброст и лудост? Зошто да не еден ни е животот? Зошто да не пробаш и друг Да, жанр? да. Мислам, ти се чувствуваш убаво кога ја пееш песната, се чувствуваш. Да, Зошто да. да не? Во втората строфа се спомнува, нели, елитни Така. кучки, вамо тамо, па си реков, затоа што ја слушам модерна светска музика, а во секој од песните, нели, на Cardi B, Да, на Nicki да. Minaj, Има, така е. има bitches, bitch, нели? Така е, така е. Па зашто и ние Да замислам. Да.
заслужено на одмор. Па особено вие пеачите, особено музичарите, за сите оние празници кога ние сме дома, кога ние сме со фамилија, кога ние славиме, музичарите работат. Мислам, Така тоа е, јас капа симнувам на секој од вас заради тоа што тоа е многу голема работа. Мислам, ти поминуваш време тогаш повеќе со публиката, а не го поминуваш оно време кога треба со семејството, ама добро, се надополнува Да. во другото време, како и да е. Еве, бевме заедно 10 дена, 11 на Малдивите и не ми беше планирано да снимам јас по таму, ми беше само да се одмарам, да колирам, но ете на четвртиот ден јас веќе бев одморена и почнав да размислувам што да правиме. Па ни понудија дека може нели на тој ресорт, на тој остров да се направат убави слики. Па ми текна, па ајде викам да прашаме дали може некој видео да се направи, па потоа песната, викам ајде песната ја заборавивме дека ја снимав, па му се јавив на Бубе, викам пушти ми ја песната, викам сакам да снимам спот. Па како вика, нели вика тука ќе снимавме. Викам не, овде ќе снимам, викам овде сум расположена сега да го снимам спотот. И така да со тој менаџерот на... Значи тој спот всушност е спонтано излегол, Многу непланирано. спонтано, непланирано, значи тоа што имав јас само да облечам, тоа облеков, фризура сама си правев, шминка се. Значи не ти Имав, било проблем за менаџерот шминка, ми беше фризура. индиец и тој исто така ни помогна таму многу околу организирањето, околу овие режија. Јас и тој го смисливме спотот. Да. Па интересно е тоа што нели малце не е толку да кажеме од Македонија некој да снимал спот негде на такви Дестинации, да. точно, јас не знам. Во Дубај знам, за други места, Можеби Египет, лево, десно, тука да, ама тука да снимавме со некои така професионалци, ќе беше многу подобар спотот, но ете така може да се привлече повеќе внимание затоа што снимавме баш на Малдивите. И тоа е тоа. некогаш не мора да значи дека ако е најквалитетниот фотограф или снимател или како и да се нарече, не мора да значи дека и тоа е 100% дека песната ќе биде успешна. Така. Се треба, некогаш треба да се погодат само коцките за нештото да биде. Па се погодија коцките, Така, што- во еден ден го снимавме спотот на неколку таму локации, колку можевме да најдеме на тој мал Убави. остров. И морам да кажам за Малдивите, значи тоа е таму рајот на земјата. Омилено И место ти е. Пак би отишла, иако многу ни кажале дека на Малдивите е досадно, дека нема што да се прави, но имавме ние доста така активности со децата, пливавме многу и преубаво си поминавме стварно. Баш ми е Морам драго. да кажем и за луѓето таму на Малдивите, Ајде. многу пријатни луѓе. Каде ти имаат пречекано најубаво? Затоа што патуваш многу често си надвор од Македонија, реално. Наши македонци, Па, претпоставувам дека пееш претежно пред македонска публика, па и пред таму тие. пеев да ти кажем и на Малдивите. Да, вистина, Да. пак Па имаше гости од Бугарија, од Србија, така да се запознавме со преубави луѓе. Нели, па тие ме запознаа дека сум и пејачка, ајде па пеевме малце. Интересно беше, стварно. каде те пречекуваат најубаво, кажи ми? Еве вака од На секаде. секаде? Стварно. Па нашите македонци се толку топли луѓе, секогаш сакат да се покажат како добри домаќини. Зошто македонците се многу подобри на страна, а не толку во нашата земја? Па затоа што тука не сме си толку многу интересни. Мислиш? Гледаме почесто. А инако сметам дека македонците се многу добри луѓе, многу добар народ. Мислам дека Емче ќе се согласи со мене. Точно. Точно. Мене ми е многу чудно пример со некој човек онака пример, може да го знам. Тука од низ град или било што. Тука не зборуваме, да се сретнеме било каде, здраво, како си, каде си. Па добро бе, што е разликата тука кога се среќаваш со човек и некаде на страна, Па таму мислам. повеќе носталгија не фаќа, мислам, и така и кученце да видиме од Македонија и тоа ќе Ќе ни ни биде мило. Да. А инаку ми се случи една ситуација во Сиднеј. Отидовме во еден хотел, баш бевме со сопругот и имаше една црнкиња што работи на рецепција. И кога кажа дека сум од Македонија,
Таа само вака ми се поклони. Вика, вие македонките сте богињи. Ау, И, значи, имавме приоритет за се. браво. Не однесе до соба, најдобрата соба не ја даде. И баш ја прашав, викам, зошто нели мислиш така? Вика, затоа што јас се дружам со македонки, одиме заедно на црква. И вика, сметам дека се многу добри жени. И спомна дека нели Македонија се спомнува во Библијата. Се види дека нели верник жена и баш тоа